Градењето на подобро општество е процес кој зависи од партнерскиот однос меѓу сите засегнати страни. Граѓаните и јавниот сектор преку граѓанските организации беа поддржани во овој процес и склучивме долготрајни партнерства кои ќе обезбедат подобри политики за сите, подобра борба против корупцијата, владење на правото во земјата, правда и еднаквост за сите граѓани и функционални институции на локално и национално ниво. Тоа е се што им треба на нашите граѓани. Граѓанското учество во креирањето на политики за добро владење е предуслов за градење демократско општество. Проектот кој го имплементираше УСАИД овозможи зајакнување на демократските процеси во нашата држава. Реализиравме многу активности поврзани со доброто владење, интегритетот, зголемување на транспарентноста и отвореноста на институциите, антикорупцијски политики, дигитализацијата, подобрување на јавните политики. Верувам дека заедно со УСАИД и со амбасадата на Соединетите Американски држави ќе продолжиме да работиме на зајакнување на капацитетите на сите полиња со цел да обезбедиме одржлив напредок и развој. Како дел од напорите за подобрување на транспарентноста и отвореноста на локално ниво, Фондација Метаморфозис преку проектот на УСАИД за граѓанско учество успеа да обезбеди директна поддршка на 61 општинска и локална самоуправа. Локалните самоуправи заедно со граѓанските организации, експерти од областа на отворени податоци, успеа да отворат над 300 податочни сетови кои што се однесуваат на буџетите на општините, на јавните набавки, на структурата на вработени и сите овие податоци се јавно достапни на официјалната страница Data.gov.mk. Фондација Метаморфозис во рамките на проектот на УСАИД за граѓанско учество организираше 3 хакатони за отворени податоци. На овие хакатони се развија 3 победнички решенија. Најди аптека.мк за мапирање на аптеки, споредувач на цени на производи во аптеки, следи ги парите.мк за следење на општинските приходи и расходи, како и Metaschools.mk за мапирање на државните средни и основни училишта. Овие софтверски решенија ја враќаат довербата на граѓаните во институциите и користат отворени податоци од јавно достапни бази на институциите. Проектот на УСАИД за граѓанско учество ја зајакна соработката помеѓу граѓанските организации и институциите во клучните области кои го трасираат патот кон ЕУ интеграциите на земјава, а тоа се борбата против корупцијата, владење на правото и транспарентноста на институциите. Ја зајакнавме отпорноста на локалните власти на корупција и судирни интерес. Во 10 општини спроведовме поединечни проценки на ризици од корупција и судирни интереси. 10 општини развија, односно усвоија планови за интегритет и ги зајакнаа капацитетите на административните службеници. Воедно, овозможивме бесплатна правна помош за повеќе од 100 граѓани кои се посомневале во случаи со корупција. За наша среќа, USAID уште од старт го препознаа капацитетот на ЕМ-зеница како проект и ни овозможија поддршка за тоа да го реализираме на начинот кој ние го имавме замислено. Практично преку соработката со USAID, ЕМ-зеница од основна идеја стигна до тоа да биде дигитална платформа која користат голем број на општини во Македонија. Со поддршка на проектот на УСАИД за граѓанско учество успеавме да воведеме нов механизам за граѓанско учество, а тоа се советодавни тела на советите во општините, со цел да се подобри квалитетот на јавните политики кои што ги носат самите совети. Имплементацијата на овој механизам ни покажа дека истиот може да се користи во било која општина, на било која тема или област, истиот е многу ефтин за употреба затоа што користи локална експертиза. Преку проектот на УСАИД за граѓанско учество ги зајакнавме лидерските капацитети на преку 100 млади луѓе и ги поттикнавме и поддржавме да учествуваат во процеси на креирање политики и да адресираат прашања од јавен интерес во своите заедници. Дополнително, преку наградата за младинско учество, за прв пат го препознавме и валоризиравме придонесот на младите во напредување на општеството, а во соработка со Агенцијата за млади и спорт обезбедивме одржливост на оваа традиција. ЛИД програмата ми помогна не само да ги напредам моите капацитети за лидерство и застапување на младинските проблеми и политики во заедницата, туку и ме позиционираше на мапата на експерти во моето поле на работа. Ми помогна да бидам препознаена, но и да научам да препознавам други млади лидери со кои заедно можеме да придонесеме кон подобрување на општото позиционирање на младите не само на локално и национално ниво, туку и ширум Европа.
Елит програмата, поддржана од проектот на УСАИД за граѓанско учество, ми помогна да стекнам доживотни вештини, например како тимско работење, адаптација, ефективна комуникација и така натаму. Вештини кои што можам да ги користам во организацијата каде што и работам. Горди сме како говорим дека институциите ја препознаа важноста на младиве и токму ова година ја добивме наградава за младинско учество. Со наградата за младинско учество ние организиравме една обука за млади лидери, која што е ствари дел од нашите редовни обуки. Меѓутоа преку оваа обука ние успеавме да возможиме на повеќе млади да бидат активни во општеството, да организираат активности кои што тие сметаат дека се добри за нив и за општеството околу нив, а при тоа и да ни помогнат да креираме други лидери во општеството, младински активисти, млади кои што ќе сакаат да се приклучат понатаму и да бидат активни во заедницата.